Ние побаравме да не прими председателот на судот и му благодариме за веднаш реакцијата и не прими. Целта на ова наше барање е да и пред ова важна инстанца, Основен суд Скопје 1 и пред председателот на судот, само потврдиме дека нашата намера со присуство овде денеска, изразувајќи протест во знак на солидарност, не е да вршиме притисок врз судот. Напротив, нашата намера е да пуштиме силна порака за да се почитува законот во Република Македонија, да се охрабрат почитуваните судии кои што носат одлуки и да се одважат да ги носат одлуките, имајќи ги во предвид сите аспекти кои што ги дава законот. Овој суд припаѓа на една друга власт. Тоа е сосема независна власт. Но исто така и локалната власт е една друга власт и е сосема независна власт. Законот реално ги нуди сите аспекти на олеснителни околности да оваа власт ги има во предвид за да може да функционира локалната власт. Од тие причини секако имаме човек кој што не само што нема да побегне, туку се враќа назад. Драго ни е што е уапсен во Виена, а не во Америка. Со тоа покажал дека тој навистина се враќа назад и се надевам дека многу брзо ќе биде овде за да се брани пред се од слобода и да ја докаже својата невиност. Уште еднаш предочивме пред судот што значи блокирањето на општина Центар, многу важно за граѓаните, колку што се важни и одлуките на овој суд секако, но при тоа законот реално ги дава сите други околности. Тоа се околностите кои што значат одземање на патна исправа, нудење на подхипотека на имотот на Шиповик, еднаш неделно минимум да се јавува пред овој суд. Предочивме кај судот дека ги нудиме и нашите имоти кои што не се под хипотека, мојот стан, станот на Радмила Шекеринска, становите на нашите членови на раководството, се со крајна цел да добиеме право за бранење од слобода. Тој се враќа овде убеден, а заедно со него и ние, дека е правичен, дека не се огрешил пред законот, секако тоа треба да го докаже пред суд, секако не сакаме да има никаква амнестија за Шиповик. Апсолутно судот растеретено од било какви предрасуди да работи. Но при тоа сакаме силно да испратиме порака до Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство. Тоа се институции чии што челни луѓе се поставени токму од власт, од оваа влада. Непочитувањето на презумцијата на невиност и леснотијата на испорачување на барање за притвор стана веќе секојдневна пракса во Република Македонија. Како што вели еден мој пријател, сите денеска носиме жолта трака на левата рака, фигуративно кажано. Само прашање е кој кога ќе биде повикан под туш, исто така фигуративно кажано. Овој страф и сила, кој што се демонстрира, апсолутно ние нема да го дозволиме. Од тие причини, согласно законот, без било какво мешање на било кој политичар во судската власт, бараме правичност и правда за секој од притворените и за секој осомничен досега или во иднина. Што ви одговори председателот на судот? Апсолутно, председателот на судот одговори дека му е драго, што побаравме средба да кажеме дека ова нема намера да значи притисок врз судот. Ние одлуките на судот ќе ги почитуваме, сме ги почитували и до крај. Ќе ги спочитуваме какви и да се, но при тоа сакавме да предочиме дека сите и со сопствените имоти, секако со оврската која што законот ја дава да се согледат и олеснителните околности, а овде е функционирањето на општина Центар, да ги имат во предвид. Овој суд, истражниот судија определен за овој предмет, секако и понатаму другите судии ќе одлучуваат согласно закон, ние тоа ќе го почитуваме, но наше право согласно закон е исто така да го предочиме. Дали ќе има следни протести, можеби, или како ќе се заврши? Ние се надеваме дека господинот Чиповиќ многу брзо ќе биде ослободен од притвор да се брани од слобода и тоа ќе ги искорени сите можности од средни протести. Сакаме да водиме битки со оваа власт на економски прашања. Сакаме да се надпреваруваме со проекти, со идеи. Не сакаме да ова биде во форма на протести, отпори, бойкоти или било што. Сите сакаме да придонесеме ова наша земја, да чекори исправно како сите други соседни земји, како сите европски земји напред, а не да покажуваме мускули, да се собираме на улици или слично. Се надевам дека нема да има причини за наредни протести.